сама по себе е еден голем времеплов кој ве враќа во минатото и пленува со својата уникатност и грациозност. Едноставно таа е култен мост меѓу сегашноста и минатото, кој ќе ви предизвика морници по телото, воздишки, возбуда или накратко кажано, она што ќе го видите тука, нема да го видите на ниту едно место на светот. Вие потекнувате од Галичник. Да. Кои се вашите спомени, вашите искуства сврзани со галичката свадба? Па токму така, моето детство, моите корени се од Галичник, од моите родители од таму потекнуваат и семејната куќа која што ја имаме во самото село, едноставно не води да секоја година бидеме присутни и активни во селото, да учествуваме во разните манифестации кои што се случуваат и нормално да придонесуваме за селото да има свој развој. И многу галичани, морам да кажам, дека тоа го имаат направено и благодарение на сите нив е Галичник денеска каде што е. А годинава судбинското, да, ти си го кажа Тања Лепчевска и Златко Димовски. Свадбите некогаш заради печалбарството се правеле околу Петровден, па токму затоа овој празник за галичани е празник на љубовта. Посетители од целиот свет, од земјава и од странство, ќе имаат можност на Петровден да видат над 30 обичаи сврзани со галичката свадба. Да. Галичката свадба е една долга традиција, која што да се продолжи една традиција на едно такво историско наследство, да речам, и обичај. Таа нормално дека има свој развој, но секако за да се одбележи се потребни да се зачуваат тие традиционални обичаи и начини на изведување. Свадбарските церемонии во минатото траеле цели 5 дена. И тоа почнувале со собирање на папрат и јаворово дрво, од кој во дворот на младоженецот се правела колиба која служела за сместување на познатите дебарски топанџи, кои со децении се дел од овие свадбарски веселби. На 2 вечери пред Петровден, со гозба, гости и песна кај момчето, се подготвувал бајракот, кој се кител со многу цвеќиња, а на врвот завршувал со дрвен крст во длаворез, на кој е поставено мијачкото знаме. Бајракот се поставувал на еден агол од куќата, на претходно подготвена и заковена пепарушка на една греда од стрејата. Со неколку истрели од стариот побратим се објавувало дека бајракот е поставен и свадбата може да почне. Како се отвара галичката свадба? Се отвара со почетокот на зурлите, некаде во саботата попладне, тоа е и фактички објавувањето на галичката свадба, почетокот на галичката свадба, и од тука започнуваат обичаите на невестата, на одење на вода, на посета на гробишта, на посета на своите предци, одењето по невестата, на причајањето на младоженецот, на така е. На свекрвиното оро, првото свекрвино оро и така. Тоа се некои моменти кои што, да речам, мене ми оставаат голем впечаток и ден денес и покрај тоа што многу пати сум ја гледала и сум била учесник и моите деца били учесници на свадбата и така. Така едно посебно доживување и јас велам секогаш мине срцето ми трепери. Кога ќе слушнам зурлата, како почнува, како објавува почетокот на свадбата, просто нешто е посилно од тебе. Галичкава свадба има и други пропретни забавно-музички манифестации. Што ќе се случува оваа година? Па благодарение на местната заедница и Александар кој е председател, како да кажам, кмет на селото. И покрај тоа што сега е се модернизирано и движејќи се по да кажам новите трендови, тој
Започна една многу убава едни многу убави моменти кои што ќе се случуваат пред галичката свадба, тоа е во петокот вечерта, како во приквечерието на самиот почеток, една културна манифестација која што секоја година се одржува и со исклучок на неколку. Оваа година ќе биде, значи тука настапувале Даутовски, Љубојна, Баклава, значи имало доста интерпретатори од нашава земја. И оваа година е Владко Стефановски, како гостин ќе настапам јас на неговиот концерт. Ние имаме соработка со Владко многу одамна. На гостување сме биле заедно, на патување сме биле заедно и оваа година ме покани на неговиот концерт кој што се одржа во Филхармонијата и така некако таа соработка продолжува, тече, што мене ми е особено драго, затоа што Владко е еден бренд во својата област, во својот жанр и особено сум горда што на еден оригинален начин спои на класиката со рок музиката, со неговата изведба, ќе ги отпееме најубавите македонски песни. Морам да кажам дека сум возбудена и со нетрпение го чекам петок како ден, 13 јули, со почеток од 22 часот. Сите кои што се заинтересирани, еве јавно ги поканувам да дојдат. Мислам дека ќе биде незаборавно музичко доживување. Да, убаво доживување. Со што ќе се збогати нели и традиционалната галичка свадба. Токму така, и ете тоа е еден начин како и да се придобијат луѓето, како да се повеќе и повеќе да оживува селото. Ја би сакала да живеам во текот на целата година. Не само овие летни месеци, туку да има еден развој кој да настани, кој би бил во текот на целата година. Затоа на Петровден, кај да си, во Галичник да си.